Добар ден, почитувани гледачи, добре дојдовте во Што мисли народот на телевизија Стар, почеток на работната недела со гостин кој што редовно кога ќе оповикаме се одзива на поканата и гостови одговара на вашите прашања, а на политичката сцена во Македонија е присутен долги години, со самото тоа релевантен да одговори и да даде свој коментар за сите актуелни прашања од сите области. Иако нели во еден период го имавме како министер за внатрешни работи, но сепак долго време во политиката и господинот Павле Трајанов секош има што да каже, имаме што да го прашаме. Господин Трајанов, добре дојдовте во нашето студио и се надевам повторно на одговори на сите прашања и задоволување на интересот на нашите гледачи. Како и обично. Најдов, се надевам дека ќе го задржиме вниманието на вашите гледачи, така да го наредите половина час или повеќе малку. Така, секако ние сигурно и гледачите ќе имаат можности да постават прашање, но јас мислам дека во моментот би ве прашал прво, бидејќи многумина можеби не знаат, кој е во моментот вашиот ангажман политички, освен како претседател на Демократски сојуз? Па, сум вклучен моментално во активности сврзани со некои системски кризи или национален координатор за намалување на ризиците, последиците, превенирање од кризи, така да тоа е во основа, ги координирам системските работи, ги анализирам како и на кој начин да функционира тој систем за кризи кој треба да функционира многу поефикасно во Република Македонија. Значи, повеќе на стратешки работи сум посветен, не сум директно вклучен во некои оперативни дневни активности, повеќе на стратешки план работа со екипа која што е со мене. Така, во периодот некаде 3 години, најмногу 2-3 години претходни пред паѓањето на ВМРО ДПМН, бевте актуелен по критика издржана кон тогашната власт, во кој што некои работи кои што веројатно и сегашната власт, тогашна опозиција СДСМ ги кажуваше дури од како се објавија бомбите, вие имавте одредени најави. Како сега гледа на вас партијата ВМРО ДПМН после сето тоа што и се случува и како гледа на Демократскиот сојуз неговата улога во политичкиот живот? Имате ли некои контакти и фидбек? Добро. Демократскиот сојуз е самостојна политичка партија, препознатлива по ставовите кои што ги презентира во јавноста. Така да ние и тогаш кога бевме во коалиција предводена од ВМРО ДПМН, ние постојано имавме собствени ведувања за одредени состојби. Само јас да нагласам дека голем број на закони и законски решенија ги предлага во парламентот, голем број на законски решенија не ги поддржав. Само да напомнам, речеме закон за сведоци, ја го предлагав, закон за минимална плата, тоа што сега го реализира СДСМ, и имав против тоа реформите во Законот за кривична постапка. Сметав дека се уште Македонија не е подготвена да јавниот обвинител да биде доминантен во кривична постапка. Така да постојано бевме присутни во јавноста со собствени видови ставови и имавме можност тие прашања да ги презентираме, поставуваме, да ги браниме во јавноста и така натаму. И ја сметам и натаму сметам дека ние принципијално ги поставуваме работите. Тогаш кога проценивме, кога имаше многу информации дека раководството зборувам, значи правиме дистинкција помеѓу партијата и раководството на партијата, тогаш кога излегоа многу информации во јавноста, ја изградивме политички став дека прво бараме да се расчисти околу злоупотреба на системите за преслушување. Натаму, доколку се докаже тоа, да понесат одговорност тие што се вклучени. И трета работа беше информациите кои што укажува на криминал, на грабеж во Република Македонија. Баравме тоа да се расчисти тие што директно биле вклучени за тоа да понесат одговорност и тој грабеж што беше направен, тој грабеж на практично на народот. Баравме задолжително конфискација на имот и друго забрана на политичко действување најмалку на 10 години за тие што ќе се покаже во судска постапка дека биле вклучени во тешки облици на организиран криминал. И тогаш настана недоразбирањата, затоа што ние апсолутно нити тогаш, нити сега имаме намера да бранеме било кој што е вклучен во криминални активности.
Тој нашиот став е принципилен, ние сме носители на проектот за борба против организираниот криминал, проектот наречен ДЕКРИ или војна против криминалот, корупцијата. И тука настанаа тие недоразбирања, така да нашиот став беше издржан, реален, објективен и затоа сметаме дека не можеме да соработуваме доколку партијата внатре не се пресмета со носителите на криминални активности кои што ја злоупотребија позицијата во тоа време во државата. Прочитав денес една вест во која што говореа за потпредседателот на ВМРО ДПМН, собственикот на Кожучанка, мислени Јанчев, така беше, Митко Јанчев мислам дека беше, дека рекол дека ова не може така, дека не се расчисти со 27 април, дека и ВМРО ДПМН, не знам колку е извадено од контекст таа најава, но дали има можности кога веќе говориме за тоа дека една партија би се соочила така со своите недостатоци во оваа држава и дека Мицковски говори сосема друго? Па прво, таа е внатрешна работа, ВМРО ДПМН како ќе се справува со проблемите со кои што се присутни, ќе видиме тоа како ќе тече. За секој случај, промените што се во ВМРО ДПМН или бројните фракции, поделеноста, веројатно ќе значи преструктурирање и кадровска обнова на партијата. Јас не сум сигурен дека ВМРО ДПМН може да постигне резултат доколку не се прочисти како партија и да се ослободи од теретот, од баластот на оние кадри кои што објективно нанесоа штета и на Република Македонија и на самата партија. Сакале не ќе има тама реформи, но сакам да награсам дека не е моја работа да налегувам во натрешно партиските состојби. Така затоа мислам генерално како дали имаме таква атмосфера во држава, такво нешто да се случува. Почнаа повеќе видни членови на ВМРО ДПМН да настапуваат и јавно и да барат да се расчисти со кадрите кои што ја доведоа партијата, но и државата до ниво како што беше пред 10 месеци. Така. Еве да клучиме еден гледач кој што на линија. Добар ден, повелете. Добар ден, Тони. Добар ден. Дегиди Павле имаше една песна. Добро. Да не ја повторувам целосно, ама доволно е само заглавието. Ајде, па прашање поставете. Што ме така? Прашање е, он кажува дека ВМРО треба да се преструктурира. Вака, значи, само да расчистиме. Јас го поставив прашањето, а нашиот гостин прво рече дека не сака да се меша во тие работи, а смета дека и престои преструктурирање. Значи, не рече дека треба, дека спрема тоа што се случува. Значи, Добро, се огради. Немојте да кажувате дека наметно. Неговите зборови ги ја читам меѓу редишта. Добро, добро. Така, и ја точно знам он на што цилја. Добро. Меѓутоа, нека каже што направи СДС пред тоа кога он дојде од нивниот сојуз у ВМРО. Од нивниот сојуз? Мислите од Од коалиција? СДС, нели беше со СДС? Така, добро. Така. Дали бил ќе каже? Добро. Друго прашање има, како мисли сега со оваа влада да се расправа со корупцијата и со тие негативни работи што ги прави за државата? Така. Со корупцијата секој треба да се бориме. Благодарам на јавувањето. Еве, прашања прво. Демократскиот сојуз е формиран на 2000 година и ние прв пат настапивме заедно на избори со ВМРО ДПМН в коалицијата за подобра Македонија. Значи не сме били во коалиција со друга политичка партија. На парламентарните избори што се одржаа 2016, Демократскиот сојуз настапи самостојно. На локалните сега, проценувајќи дека треба да се направи промена во државата, ведејќи без промена на власта тешко ќе се минуваат работите во Република Македонија и практично на СДСМ со новите политички партии што ги вклучи во локалните избори, објективно имаше пресврат во избирачкото гласачко тело и така да мнозинството граѓани се определија за промени во Република Македонија. Прашањето беше како и сега ќе се борите против корупцијата и сега. Значи еве денеска ако следат граѓаните, ја излегов со еден став дека мора да биде борбата против корупцијата многу поефикасна.
Значи, работата на специјалното јавно обвинителство, кој што е доста транспарентна, мислам дека тие многу успешно раководат со оваа институција и открија голем број на криминални случаи, но не се ефектуирани, се развлекува, се релативизира се, значи постои практично силно политичко влијание и натаму врз судовите, има обструкции во целиот тој процес и тогаш кога се носеше законот за специјално јавно обвинителство, јас предложив да се предвиде кривично дело по пречување на правдата, секој што ја обструира правдата, за тоа да носи кривична одговорност. И сега повторно го актуализирам, бидејќи секогаш можно е да има некакви интереси на политичките партии, на центрите на финансиска политичка моќ да влијаат врз обвинителството, врз судовите, посебно бидејќи ако зборуваме само за специјално јавно обвинителство, тогаш поголема веројатност дека ќе се влијае во судот, но и во целиот систем сега треба се менува, треба реформи во правосудниот систем, се со цел да ако било кој се вклучи во криминал, почнувајќи од председателот на влада, овој систем да профункционира автоматски, значи имунолошкиот систем на државата да функционира и да не зависи од ниту една политичка партија, независно дали е таа на власт или опозиција, но силна опозиција, од разни бизнис кругови, центри со огромен капитал што располагат. Значи, истиот став го имам и тогаш кога ВМРО беше на власт и тој илјадници пати сум го повторил и во парламентот и во јавноста секаде и сега истиот став го имам. Ако било кој од СДСМ, од актуелната власт, од ДУИ или од друга партија што е дел од власта се вклучи во криминал, за тоа треба да одговара. Системот треба да функционира по автоматизам и тој треба да биде изнесен пред лицето на правда и да одговара. И ако се стекнал со парични средства со имат на криминален начин, тој има треба да се конфискува и да се врати назад. Тоа е мојот политички став и сега, ако добијам било какви информации за било кој носител на функција, дека е вклучен во криминал, ако тоа можам да го подкрепам, да соберам докази, точни информации, ако немам друг систем, јавно ќе го презентирам и ќе барам одговорност. Така да во ништо не се менува позицијата, ставот и на мене како председател на Демократскиот сојуз и на партијата во целина. Така, ајде, уште еден гледач, добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Се исклучи гледачот. Дали ово што говорите ќе помогне доколку се вклучи како кривично дело по пречување на правдата и кој е начинот да се дојде до тако нешто? Кога започна да се подготвува стратегијата за реформи во судскиот систем, во правосудството, читајќи таа стратегија, малку ми заличи на еден документ од порачните централни комитети. Значи, не даваше вака шанса дека нешто ќе се менува во Република Македонија, многу беа стереотипни формулациите, натаму еден сегмент го изоставија да има обнова на сите случаи за кои што има силна информација дека се монтирани и баравме и тоа да се вгради. Во целина мислев и натаму мислам дека во стратегијата не се погодени клучните работи што треба се менуват. Но веројатно и поради натрешната расправа во тој совет за реформа на судскиот систем, тој беше практично расформиран, сега е формиран нов кој треба да ја следи имплементацијата на реформи во судскиот систем. Тој совет го води сега председателот на владата. Веројатно некои работи во ќе се менуват, инаку не е можно да има реформи во судскиот систем ако има можеби 20 на 30 монтирани политички случаи каде што луѓето биле изложени на дискредитација, одлежале некој затвор без постојане на реални материјални докази или без да извршат некој кривично дело. Јас инсистирав и натаму инсистирам, ако била вмешана политиката, политичкиот врв, полицијата, МВР, обвинителствата, судот, преку тие случаи, ако се повтори постапката, може да се утврди влијанието, улогата на секој поединечно и на тој начин и тој процес да имаме расчистување со оние што биле вставени во функција на еден режим, на едно владење кое што значило загрозување на основните права и слободите на граѓаните. Така да целиот тој систем на реформи е под лупа сега на сите.
ние го следиме целиот процес и тогаш кога ќе добиеме информации, ќе процениме дека не функционират реформите, ние ќе укажуваме. Значи сме за тоа за корените реформи на судскиот систем во целина, граѓаните да можат да доаѓаат до правда, независно од нивната социјална положба, моќта, политичко влијание. Дури ние имавме и други реформски зафади, предлагаме да се намалат трошоците за водење на постапка. Една анализа направиме, ако сака да оствари граѓанин право на стан, ако му е спорено, че некаде треба да потроши околу 12.000 евра. Котизација да плати за да се води постапката, па не знам, адвокати, па жалба, па нотар, па извршување. Да плати добар дел од вредноста. Тешко социјалните структури што се со пониски примени, дека може да доведат до правда. И баравме да биде символична таксата судска 100 денара. Ако го добие спорот, нема да плати, ќе плати тој што ќе го изгуби. Меѓутоа, тешко да тие реформи. Тоа сакам да ве прашам, дали можеме да очекуваме брзи ефекти или сепак реформите во правосудството многу покасно ќе дадат ефекти? Според мои проценки, можат побрзо се одвијат тие реформи. Значи, тоа го укажував дека во повеќе пати, во повеќе настапи, ако ова влада, реформска влада, со идеја да се менуваат работите во државата, ако се ослонува на администрацијата која што е етаблирана на високо ниво во администрацијата, ако очекуваат тие да ги спроведат реформите, а треба тие да ги направат реформите, едно е министерот да има идеи да притиска, но мора да има тим што ги спроведува реформите. И мислам дека тука нема промени во администрацијата. Таа администрација се условно кажано идеолошки определена на друга страна. Не е професионално, високо стручна администрација која што независно од промената на власта ќе работи. А не е исклучено нити свесно блокирање или кочење? Па мислам дека има доста обструкции за клучните реформи. Верувам дека и тоа не само што верувам, него знам дека има во администрацијата дека високи професионалци кои што дошли во последните 10 години. Не е спорно дека има, но проблемот е како се направи селекција на тие што сакат да работат, професионално да заработуваат својата плата од професионална работа, или натаму ќе се движиме. Не е решение или не е оправдување ако се каже дека постојните закони не дозволуваат промена на раководните структури во високите ешалони на администрацијата. Мора да се направи систем кој ќе дојде до промена на власта, да може да се менуваат и клучните носители во администрацијата за реформите побрзо да течат. Тоа е мој став. Да не се каже дека е реваншизам и да не се Па не, јас друго ви предлагам. Еве, слушат вашите гледачи, околу приемот на кадри во јавната администрација. Да речем, има проценки сега дека некаде отишле по разни основи за последната година дена, може повеќе, неколку 15.000 административци во пензија, напуштале работно место, не знам, нашле подобра работа. И ќе се обновува. И ако се држи 2:1, двајца отишле, еден да се приме, некаде доголемо време ќе се намали администрацијата, но јас се залагам за друго. Бидејќи 25-6 години приемот во администрација се оди преку списоци од партиите. Тоа ќе рече дека е неприфатливо, бидејќи ние имаме закони, јасни критериуми, ги примаме, нема врска тоа. Селекцијата се прави преку партиите. До сега немало промена. За да не се случи истото, предлагам меѓу другото да има два критериуми за прием. Време на чекање и постигнати резултати од оценките, но градацијата на факултетите на универзитет да биде согласно Шангајската листа, затоа што и тука сега има пропусти. Така да се врши приемот и мислам дека ќе биде најобјективен. Ако не бива тоа, тогаш предлагам само 30% да ги примат надвор од партиските списоци во иднина. Ако примат 10.000 луѓе во администрација, само 3.000 да бидат најдобрите. Пак има некој ефект. Ќе има ефект, ќе се обновува администрацијата. А ако биде 100% со партиски списоци натаму, тогаш нема да има промени, тогаш ќе биде администрацијата баласт на сите, затоа што таа администрација некој треба да ја плаќа, а нема да биде администрација која што во суштина ќе ја држи државата.
Така. Партиите се менуваат на власт, но администрацијата треба да остане. Сум за тоа, значи промени, таа да биде високостручна, професионална, малобројна, но добро платена администрација, тогаш мислам дека ќе функционираат институциите во државата. Со следните прашања одиме после првиот блок на реклами, се враќаме. Еве не назад, што мисли народот, наш гостин е господин Павле Трајанов. Господин Трајанов, мислам дека не знам по кој пат, не знам дали досега ВМРО-ДПМН пред некој ден рече дека сме добиле безусловна препорака и порано. Меѓутоа после неколку условени препораки добивме препорака за отпочнување на преговори. Многу мина се прашуваат и кој е вашето мислење, еве ќе ве прашам на тоа, дали практично за да добиеме безусловна препорака клучно било да има напредок во преговорите за името и унапредување на правата на малцинството, односно на албанското малцинство. И значи ли тоа безусловна препорака дека нешто се подобрило на вистина во државата? Која е вашата оценка за оваа најнова препорака? Па мислам дека околу правата на другите етнички заедници, посебно на албанската околу законот за јазици, коментарот на представништво Европска унија беше дека тој не е закон од приоритетите врзан за Европска унија. Моје мислење е дека прво тоа е подршка на промените во Република Македонија. Тоа е генералната определба на Европската унија па и на НАТО да ги поддржат промените во Република Македонија, бидејќи претходната власт, раководствена власта претрпеа огромни критики. Тие во последните неколку месеци директно се судрија и со Европската унија, и со НАТО, и со Соединетите американски држави. Така да промените значат во овој случај поддршка од Европската унија и од НАТО. Се разбира дека добрососедските односи или односи со соседите се исто така битни. Европската унија не сака да вклучува држави со отворени прашања со соседите, тоа беше така Хрватска, Словенија кога има спор. И тоа влие, но и амбиентот што се создаде една клучна работа се смени во Република Македонија, ако не друго тоа граѓаните сите го чувствуваат дека се многу послободни. Слободно разговараат, коментираат, ја критикуваат власта, печатот, медиумите се променија многу послободно. Вие знаете, гледате сега, ако било каква грешка на председател на владата, што е логично секој да погреши, или личи дека нешто погрешно настапува, веднаш се вклучуваат сите медиуми. Најмногу тие што беа за промени, не знам, од Слободен печат, порталите, се смени амбиентот. Да има и многу поддржувачи што беа директно на Заев, како Заев, што сега го критикуваат. Така да, промена, значи имаме промена во целата држава, каде што граѓаните се многу послободни, слободно коментираат. Тоа сигурно дека едно од оценките што ги гради Европската унија, слобода на говор, слобода на изразувањето на мислата. Тоа е и најавата. Ако немаме ние реформи сега, да имаме стратегии дека новата влада ќе ги менува работите. И сега тој курс што го има владата на Република Македонија доби силна поддршка. Поддршка од сите страни стигнува, ја храбрат владата да оди напред, да се бори против корупцијата, против криминалот, да има економски реформи. Но јас вака го кажувам тоа дека се уште владата е практично во загревање, во собликувалната. Тек треба да истрчат, да почнат реформи да се имплементираат. Значи не е доволно само да се подготват стратегии, да се донесат законите. Сега битно е како и на кој начин тие реформи на кои што инсистира Европска унија ќе се имплементираат. Тоа е клучно. И мислам дека ова е силна поддршка за владата, но точно и тоа дека и 2005-2006 година, кога дојде ВМРО-ДПМН со Никола Груевски, претходно кога дојде и Љупчо Ѓорѓеевски 98 година, во почетокот дават голема поддршка од сите страни. Овој пат можеби е поизразена таа поддршка, бидејќи сепак се работеше за промена на власта, еден систем успоставен дека тешко може да се менува, но со промени со новата власт има повеќе елементи кои кажуваат дека државата се движи во правилна насока. Ќе видиме како ќе одат сите тие стратегии, како ќе се имплементираат, и од тоа ќе зависи следната оценка дали
во јуни ќе добиеме ние датум за преговори за влез во Европската унија. Ќе се вратиме на ова веднаш по гледачот, инаку ова како Могерини што ни кажа радувате се денеска, ама утре работете, така спомена. Добар ден, се извинувам што почекавте. Ало? Добар ден, Тони. Добар ден, поздрав до гостина и до вас. Благодарам, поздрав до вас. Сега сакам нешто на вашиот гостин да му кажа. И да го прашате, се разбира. Ајде. И да го прашаме, да. Ајде. Како бивши министр за внатрешни работи. Така, беше. У моето време, од 97. Добро. Значи и вака сега. Дали му е на него познато дека горе у Холандија ги одзимат веќе пасошите и државјанството на муслиманите и Ангела Меркел дека и она на тоа веќе пристана и она да ги повлекува веќе државјанството на муслиманите. Добро. Дали мислите дека Европа ни мисли арно на нас? Не, само се лажеме. Значи, реформите што ги албанците што ги сакат на еден начин да ги постигнат, тоа е се со цел како веќе Македонија се подели на еден начин. За некој тоа е смешка, за некој е реална истина. Рамковниот договор кој се направи, знаете која година, Добро. не стана до таму. Нема граница. Они се си тражат нови реформи, нови реформи, нови реформи. И до кај ќе оде оваа држава? До никаде. Нели сме ние граѓаните свесни дека премиерот е потиснат? Не само премиер и председател на Македонија. Така, добро. Ако е тоа, да оставиме простор да одговори гостинот. Само нека ми одговоре, ми одговоре, значи вашиот гостин, што ќе правиме сега со овие бегалци што треба да дојдат у Македонија ускоро? Тоа нека ми го каже. Добро. Друго ништо. Така, благодарам на јавувањето. Неколку коментари во врска со муслиманите, во врска со поделба на Македонија и евентуалниот бран на бегалци. Дали Македонија во некаква таква шема во која што ќе биде жртва на бегалска криза? Па вековните стремежи на македонците се остварили. Значи имаме самостојна независна македонска држава, унитарна држава, и дали оваа држава ќе опстои зависи од нас, од граѓаните на оваа држава. Пред се од мнозинското население се разбира дека и другите делови на народа ги уживаат истите права. И јас апсолутно не прифаќам дека некој треба да притиска да го притиска македонскиот мнозинскиот народ за да има некакви отстапки. Значи ние имаме концепт на една држава и до него треба да се држиме. Имаме различности, треба да се респектират различностите, но нити прифаќам поделба на државата, нити федерализација, нити кантонизација. Сите граѓани кои уживаат истите права, да нема поделби. И мислам дека тука тој курс мора да обстои ако сакаме да имаме држава. Нема некакви попуштања, отстапки на било која етничка заедница. Ние како држава треба да фаќаме чекор со европските стандарди, со стандардите на Европска унија. Тоа е нашиот израз. А тоа што ви гледате дека Европа не сака? Имаме ние стратешки национален државен интерес да влеземе во Европа, бидејќи тоа значи исполнување на високи стандарди, тоа значи подобро живот за сите граѓани. Сме заинтересирани да бидеме дел од НАТО, значи колективна безбедност, но безбедноста на нашата република ние мораме сами да се ја гарантираме. Не е тоа 100% гаранција дека ако сте членки на НАТО и дека не треба да водите сметка за безбедноста, за територијалниот интегритет на државата, но и тамо други критериуми се за влез. Значи ние мораме да исполниме одредени стандарди кои што се битни за животот, за секојдневниот живот на граѓаните на Република Македонија. Не може да ги делиме граѓаните по верска основа, дали Меркел имала ваков или онаков однос. Мислам дека нема такви информации. Над 800.000, можеби повеќе се во Германија, а околу Македонија имаше повеќе расправи, трибини, на една јас учествував
на трибина и тоа тогаш го кажав и сега го мислам. Во времето кога имаше провладени медиуми, тогаш на една прилика кажав дека ако гледат бегалците што доаѓаат од Сирија, Афганистан, Ирак, сите телевизија ќе останат сите во Република Македонија. Камо среќа да имаме стандарди како во Шведска, Норвешка, Германија и овие што доаѓаат, што бегаат од кризните подречја, кои што бегаат од проблеми со кои што се судираат таму, да сакат да останат во Македонија. Се уште нема такво размислување на некој што тргнал од Афганистан, да му е главна ориентација да дојде во Македонија овде да престојува. Нема такви најави, нема такви обиди. Република Македонија треба се подготвува за бегалска криза. Треба тој систем добро да се подготви, да функционира на организиран начин, да ги прифаќаме и се разбира во договор со другите држави, посебно со Европската унија, да ја обезбедиме транзит до државите каде што сакат да престојуват. Имаше едни дезинформации, дури еден поранешен пратеник настапи на една сега опозицијска телевизија и пласира една неверојатна лажа. Тоа се лажни вести, дека ќе дошле над 200.000 бегалци, одма актуелната влада ќе им даде 200.000 државјанства, патни исправи, дека тие ќе гласат на изборите. И се случи тоа, помина локални, никој не дојде, дека така надо. Значи, ние како држава мора да ги следиме европските конвенции, стратегијата што имат Обединетите нации. Не можеме ние поинако да се однесуваме како цивилизирана држава спрема бегалците. Но тврдам дека тие немат таква интенција да дојдат овде и да останат. Треба да бидеме подготвени и да им обезбедиме безбеден прифат, престој и транзит во државите каде што сакат на таа дестинација дојде каде што треба. Да се обидеме да вклучиме уште еден гледач да му одговориме на прашање. Аз се исклучил. Добро. Сега пред минатата недела гостуваше господинот Јанко Бачев овде и во врска со претседателот на државата искажа една интересна теза дека водени од тоа дека Иванов даде аболиција, па ја повлече претходно пред година-две, дека сега е можно повторно да даде аболиција за настаните од 27 април за обвинетите и веднаш да си поднесе оставка за да не го натера да повлече аболицијата. Дали е можно таков развој на настаните, тоа е моето прашање, а прашањето од гледачот ќе го слушаме, веќе го имаме, па ќе одиме се одговорите. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден. Да го питам господинот Павле Трајанов. Ајде. За какви реформи од Преска се зборе? Реформи. Година време се за реформи. За какви реформи? За плати, за пензии, покачување, за цените ли се што се качуват, живото каков е на народо, само за реформи, а нема ги нидех. Просто да го питам и да ми одговори. Ајде. Поранешната влада како падна и од кого падна дојде оваа не влада, не народна влада. Како падна и од кого падна? Така? Добро. Од кого потекна? И јас ќе му кажам сега. Од американците, ЦИА. Они го кажа, мора Никола Груевски да падне за да дојде промена. Еден жокей да се најде, да се смене устав, името и да се дојде двојазично. Ама за уставот и за името не може без 81. Не може. Добро. Добро, благодарам многу. Еве, новија две прашања, па потоа одиме со рекламите и потоа со завршување со дел од некои прашања кои што стана. Може прво за гледачот прашањето, коментарот односно. Па реформите се клучни за државата да оди напред. Мислам дека граѓаниот алудира на тоа дека споро одат реформите. Очекува веројатно побрзо. Еве, ние имавме програма која што ја анализираме дали дел од тие наши програмски определби на Демократскиот сојуз сега се имплементираат. Ние се залагаме, јас се реков дека предлагав и минималната плата да биде 300 евра, меѓутоа согласно економските потенцијални можности се обезбеди минимална плата од 200 евра. Натаму се укина радиодифузната такса.
Има и други мерки кои што не викам дека се крупни мерки, но сепак тоа се промени и се разбира дека се води сметка за социјалната сигурност на граѓаните. Ефектите, моето искуство кажува дека не може да очекувате промени и ефекти кои директно ќе се одразат на стандардот на граѓаните и тоа ќе го почувствуват за 8 или 10 месеци. Ефектите од оваа власт може реално да се очекуват после втората година од владење. Тогаш може да имаме пореална оценка, да речеме да, промените ги чувствуваат и граѓаните, се отварат нови работни места, се зголемуваат платите, се зголемуваат пензиите. И пензиите, мислам дека тој систем што сега постои да се усогласува висината на пензии согласно движењето на платите, тоа е почесно, попоштено од колку да не им давате година дена ништо, па да речете сега на сите по 500 денара. Тоа е повеќе популистички трик, да речеме, за тоа, сега ќе се најавува и по 500 дена на сите пензионери. Значи, не знам колку месечно следува, но колку што јас сум информиран, постојано се усогласуваат пензиите со движењето на платите, или брзано за трошоците на животот. Тоа е подобар, почесен пристап, ако има движење на платите, тогаш ќе има зголемување на пензиите сразмерно процентуално на секој колку што внесувал во пензијскиот фонд да добива, се разбира дека мора да се почитува и начелото на солидарност да биде минималната пензија колку е можно да се дигне повисоко. И веројатно дека во таа насока ќе се движат работите. Значи, јас и прифаќам во тој дел критика дека реформите треба да се движат побрзо, но посебно ефектите од реформите да бидат повидливи за граѓаните и мора тука многу повеќе да се работи. Но ако го прашате премиерот, министрите кои што имат многу повеќе информации, ќе ви презентират дека само обврски према Скопје 2014 ова година треба да се исплатат, не знам, некоја сума од 280 милиони евра. Тоа е висока сума. Многу министерства, многу општини се задолжени, сето тоа треба да се санира, но не може тоа долго време да биде оправдуване. Мора владата, мора новата власт, локалната власт секаде да излегуваат со нови стратегии, нови проекти, да се движат процесите напред и што е најважно, да се создават услови да се отворат нови работни места. Добар потек е што владата ги заедначи условите за домашни и странски компании, странски и домашни компании, тоа е добро. Мислам дека треба се даде шанса на трешите потенцијали, голем број на компании кои што можат да инвестират, да отворат нови работни места, да користат домашни суровини, домашна работна сила за државата да се движи напред. Така, со последното прашање мое поставено, ќе одиме по вториот блок на реклами, кога веќе ќе треба да превршуваме. Одиме со вториот блок на реклами. Господине Трајанов, немаме уште многу време, токму затоа да одиме со прашање кој што јас го поставив претходно, не знам дали е теорија, дали е своевидна теза, меѓутоа кога го прашање постапките до сегашни ситуации кои што сме ги имале со претседателот Иванов, не е исклучено ништо. Така дали има логика во нештото? По принцип не сакам апсолутно да ги коментирам неговите постапки. Тоа е една работа направи. Но како претседател и одлуки? Тоа е една клучна работа направи, кој што предизвика пресвет во Република Македонија. Со одлуката за аболиција на 56 лица носители на високи политички државни функции. Тоа предизвика шарената револуција. Го предизвика револтот и бунтот, своевидниот бунт на граѓаните на Република Македонија и од тогаш почна падот на ВМРО ДПМН. Ако не се случише тоа, можеби работите поеднакво ќе се развиваа. Тоа е една работа и втора работа, за која што треба докрај да се расчисти, тоа е 27 април, затоа што постоја силни информации дека се подготвува државен или воен удар. Мислам дека тука мора докрај да се расчистат работите, кој е тој што го подготвувал тој настан, кој стои на пирамидата, на врвот на овие настани, затоа што тие што сега се во судска постапка, што се води постапка против нив, кривична постапка, се дел од извршителите. Но мора да се најдат тие што ја осмислија таа целата операција, што издава налози, како да се постапува. И мислам дека тука во таа истрага мора да бидат офатени сите. И председател на државата,
и председател на владата, и председател на парламентот, се разбира и некои други што беа тука, коалициони партии на нивни, дали и тие не биле дел од сите тие процеси, да се расчистат работите. Затоа апсолутно не верувам дека председател на државата ќе се дрзне повторно да носи одлука за аболиција, за ослободување од кривична одговорност за оние кои што се води постапка пред надлежните судски институции. Мислам дека се може да се очекува, но верувам дека нема намера тој да го прекине својот мандат, како председател ќе води до крај. А во оваа држава треба да се расчистуваат до крај работите. Независно кој на каква позиција е или бил, ако го прекршил уставот, законите, за тоа мора да сноси одговорност. Инаку, во оваа држава ќе стане криминалот вредностна категорија и наместо зло со кое треба да се справиме, граѓаните ќе речат, па досега никој не одговараше, значи и следните што доаѓаат и сега овие што се на власт, дека на исти начин ќе се однесат како тие што пред нив беа на власт. Така да мора овде носичката политичка партија СДСМ мора да притиска преку сите институции, тие да се осамостојат и да притиска во функција на тоа тие да бидат ефикасни, да го почитат уставот, законите. Јас исто се сложам со голем број од коментари на граѓаните. Мора да се расчистат криминалите, каде што се вклучени и носители на високи позиции од другите политички партии, вклучително ДУИ. Тие беа дел од имаше коментари дека не се пуштаат снимки од нив, дека нема постапки. Мора да се расчистува. Значи јас јавно тоа го судувам да голем број на случаи, за голем број на случаи да имат ваква завршница, да се повлекат обвиненијата, да се носат ослободителни пресуди, да се прекинува издржување на казната по разни основи, поради болести и така натаму. И главно се вклучени кадри од ДУИ. Тоа мора да се прекине. Мора да има ист третман сите граѓани, независно на која партија припаѓаат или не се партиски определени, на која етничка заедница се и така натаму. Но зошто добиваме впечаток дека овој случај расчистување на 27 април како да се нема намера да се расчисти? Еве, долго траеше и притворот, долго требаше за обвинение, некако како да губат волја, односно верба граѓаните дека ќе се дојде до расчистување. Значи на самиот ден на 27 истата вечер јас бев учесник во една емисија на 24 вести. Тие проценки тогаш што ги изградив и натаму држат. Дека овој случај мора да се расчисти. Затоа што ќе се повтори во некоја друга прилика, друга политичка партија, преку наведно самостојни независни протести и така натаму. Мора да се расчисти. За мене може би споро се расчистуваат работите затоа што клучните институции, МВР, Управата за безбедност и контрразузнавање, уште повеќе Агенцијата за разузнавање која што е под директна контрола на председателот на државата, дека тие се уште не се реформирани. Обидите за реформи тамо од министерот Спасовски, кој што дел ги заврши околу контролата на системите за преслушување и така натаму, но внатре реформите во самите институции тешко се одвиваат. И може би 90% од клучните позиции во сите овие институции, вклучително и во јавното обвинителство во судот, натаму се кадри кои што биле инсталирани од старата власт, ВМРО, ДПМН и ДУИ. И затоа одат тешко реформите и затоа не можат да се движат процесите, промените и докажувањето па на криминалот со такво темпо како што очекуваат граѓаните. Верувам дека сите граѓани, без разлика на нивната партиска определеност или неопределеност, сакат да видат структурата, пирамидата која што е директно одговорна за настаните на 27 април. Ако тоа не се расчисти, ако не се расчисти монструм, ако не се расчистат другите случаи, тогаш не можеме да зборуваме дека процесите се движат напред. Мора да се расчисти, мојата цврста определба е дека има за тоа можности да се расчистат, но има обструкции на тие процеси, затоа предвидов ја денеска повторно барам да се предвиди кривично дело по пречување на правдата. Секој што го обструира тој процес, да има основа
за тоа да се против него поведе постапката и да одговара. Можеби затоа што реформите споро не одат во судството и во некои институции, можеби затоа не се случуваат пожари во Министерство за правда, кај што ќе изгори случајно некоја документација поврзана со екстрадицијата на Груевски и Бошковски. Но за крај, едно прашање кое што е можеби чисто политичко, но можеби клучно за иднината на оваа држава во поглед на тоа како понатаму ќе се одвиваат изборите посебно. Цела Македонија е една изборна единица, реформи во изборното законодавство. Зошто тоа толку тешко оди? И можно ли е да очекуваме дека нешто такво ќе се случи? Па, моите проценки се дека на големите политички партии не одговарат на изборна единица. Да. СДСМ се залагаше за една изборна единица, ВМРО го блокираше тоа. А и го вети пред изборите дека ќе се наметне. ВМРО и натаму останал, дури они се за поинаков модел, значи, но пропорционалниот модел со една изборна единица, тоа ќе одрази реалната состав во државата. Парламентот ќе биде реален одраз на определбата на отворени листи. Сега, вака, можеби сега дури и на СДСМ, бидејќи СДСМ сега покажа огромен коалиционен капацитет. Сега се вклучија тука голем број на партии, дури 12 политички партии што биле со ВМРО, ДПМН се тука. И сега прашање е дали до крај ова определба СДСМ ќе се реализира, дали ќе инсистира Македонија да биде една изборна единица, затоа што тука има една друга работа. Може да обстои нова определба СДСМ, но може да го зголеми можниот праг, наместо без праг да биде тој што ќе земе 10.000 гласа. Партијата што за неја ќе подржа 10.000 граѓани ќе подржа, да има еден пратеник, или ќе го определат не знам, праг, изборен праг од 3 или 5%, тогаш повторно по малите политички партии ќе бидат елиминирани или ќе бидат принудени да коалицираат со поголемите политички партии. Значи, едно од ветувањата што беше клучно околу промената на политичкиот систем на СДСМ е дека Македонија ќе биде една изборна единица и се надам дека на таа определба ќе обстојат. И кај нас има уште една клучно прашање за кое што немаме време, тоа дали ќе го разрешиме спорот со Република Грција. Значи, повеќе пати тоа го нагласам дека сум за тоа политичката елита да преземе одговорност, позиција опозиција, да се најде решение. Но нагласувам само за меѓународна употреба и замена на ова име, поранешна Југословенска република Македонија, со име кое што апсолутно нема да го загрозува нашиот национален идентитет, се она што значи обележена еден народ, дека нема да го загрозува, и значи само за меѓународна употреба. Во таа насока сум тоа да се направи и мислам дека владата предводена Заев ќе обстои на тоа решение. Дека близко ли сме до такво решение евентуално или ќе биде тешко? Па според проценките од грчки извори во медиумите што пишуваат, тие дури се загрижени дека може да дојде до решение. Неа демократија, значи нова демократија е загрижена дека тој процес веќе оди напред. Тие како опозициона политичка партија го блокира тој процес, но ако дојде до некако прифатливо решение, мислам дека и на Грција веќе е терет овој спор и натаму го држат отворен. Има шанси да се разреши, но мислам дека сме далеко од тоа да констатираме дека готово е решението. Треба многу предпазливи да бидеме со Грција, затоа што тие имаат стратегија долгорочна, тешко ја менуваат, но некакви шанси има и се надам дека ако се надмине тој спор, тогаш многу поинаку ќе се движат процесите во Република Македонија. А ние сме на крајот на нашата емисија. Можам да ви заблагодарам што гостувавте и денеска и што одговорите на сите прашања кои што се поставени и се надевам и на нова среда во догледно време. Благодарам. Тоа беше Што мисли народот со господин Павле Трајанов, лидер на Демократскиот сојуз. Одговоривме на сите актуелни прашања, слушнавте интересни размислувања и се разбира ќе ги очекуваме и во некое наредно негово гостување. Ви благодарам на вниманието. Се гледаме утре со ново издание на Што мисли народот.